Окей, ако не сватите зошто насловот на ова видео е мојот последен пат, сега ќе кажам зашто. Не е последен пат, не се пензионирам ниту далеку сум од тоа. Мојот последен пат, да. Мојот последен пат што јас ќе се појавам на пандемија без маска. Тоа е сигурно. Пошто денеска сме сабота, куќето е на комшијата, не го замерувајте. Вчера со сестра ми бевме до кам да испазариме нешто и јас си ја заборев маската, значи од Ченто до кам бев без маска. И нели логички, ако ме запре полиција, 25 евра казна. Фала Богу не им се дешило тоа. Али што се деша? Зошто јас искочив без маска? Мама ни даде пари на мене и на маја да купиме нешто од кам, бла бла бла, и други работи. И маја ми рече Кико, понеси јакна, и јас викам маја валјда внатрешниот џеп на јакната ми е маската, добро. Искачаме од стан, само да се закопчам. Искачаме од стан, ја затвараме таа железната врата и што да видам, јас маска не носам. Колку јас што знам, на раскрсницата кај мене ученто врие полиција, врие. Секој ден има полиција и јас имав две опции. Првата е да се полнам дека нема да ме фати полиција, а втората е метак устан да си земеш маска. И ајде добро, Кико ја одбра втората опција да доди без маска. Омилениот дел луѓе. Стигаме до кам, јас да влезем у кам, тој редовот ми вика, дечко каде е без маска? Викам, ја заборев, може да влезам? И он вика, дечко, кога ќе имаш маска, ќе влезеш, без маска не примаме. И добра, сестра ми влезе пазараше ово, оно. Јас, значи, се потам, брат, викам, сестра ми пазари, ако дојде полиција, мене ќе ми изгори, нема неа. Пошто сестра ми си носеше маска, јас не носеш. И тие 10 минути цела време си викав, леле, не дај Боже да поне полиција ќе ме види без маска, ќе ме казни тоа, баги ќе ме казни. И си сеам така, си се клецкам лево десно, и среќа, сестра ми брзо заврши со пазарење и се враќам у стан, леле. Кој кажав на мама дека искочи без маска, мама нормално ме караше, пошто за време на пандемија, додека имал коронавирус, јас сум без маска. Така да не знам дали имам нешто чепнато, така да цела недела ќе се држам на дистанца од луѓе, бидејќи не би сакал ни јас, ни некој од моите да фати корона. Ама за време на пандемија ја без маска. Која будала? Добро се, ама има и ситуација кога полицајцот да те опомени, ама еднаш ќе те опомени полицајцот, втор пат ќе те опомени, трет пат ќе ти залепе на казна и после има да се сликаш. Значи, памтете луѓе, прв и последен пат што ќе се појавам јас на пандемија без маска. Да. Пошто коронавирус има, пандемија, болести, се што има, а јас се шетам без маска, па очигледно сакам да си ја донесам короната во живот. Мислам, не дај Боже. Така да, ете ви кажав дека прв и последен пат што јас ќе се појавам без маска. Еве ми е маската. Еве ја. Значи, ќе си ја носам за секој случај, пошто сега ќе ставам. Така. Еве вака треба да бидам, а не без маска. Така да, топ. А иначе нешто да ви кажам, вчера кога идов на кај татко ми на кај дома, во автобус тие што се, како се викаат контролорите сега идат со полиција. Зашто контролорите идат со полиција? Сега ќе кажам луѓенца, пошто тие што немаме билети ќе не казни, а тие што не носиме маски ќе не симнат од автобус. Така да. Семат ќе земам телефонот. Валја нема да ми падне од дрипотот. Така. Значи вака јас треба да бидам, со маска, а не без маска. Така, за време на пандемија ќе се носам маската. Ова нека не ви биде лекција, нека ви биде антипример. Значи, не го земете како пример, земете го како антипример. Пошто без маска не треба да сме луѓенца. Така да, значи, немојте ова да го сватите сериозно да идете без маска. Не. Одете со маска, чувате си го и вашето, и туѓото здравје, да.
вкусния с паметен. Сега трябва да имам да вземам дърва за кейбаба и после ќе се вратам, што малце дува ветер. Така да, таму треба да вземам дрва, а пошто немаше како и телефон и ова, треба да ќе запрам со ловење. Иначе, у последно време многу се вади таа песната на ДХЦ. Панда, панда, певај се на суглас, панда. Ја сум ја дебил па се зовам Јанко. Озбилно. А бях глуп случај гледам.